Минатиот јуни Зоран Заев се поклони пред споменикот на цар Самуил во Благоевград. Денеска ова што го правиме е повредно од секој можен договор. 2 месеца подоцна, Бојко Борисов го стори истото пред споменикот на Гоце Делчев во Скопје. Заштото термина заедничка историја е термин којто обедињава и дава перспективи, а не разделя. Овие настани ја дадоа основата за потпишување на договорот за добрососедство, но не помина ниту една година за да се покаже колку ќе биде тешко напишаното на хартија да се преточи во реалност. Еден коментар на Заев дека Илинденското востание е македонско веднаш предизвика искричења. Илинден е наша гордост. Илинденското востание е македонско востание. Ако некој граѓан од Бугарија си го чувствуваат за свое, окей, нека биде дел тоа од нашата заедничка историја. Когато е казал такова нешто, ако го е казал с умисел или непремислено, пак е за негова сметка. Заштото когато дојде до Европейскиот съюз и ние също трябва да дадеме нашето съгласие, ще спомниме за тези неща. Така че съветвам всички да бъдат по-обрани. Македонскиот премиер на крај се извини и работата привремено се стави под тепих, но различните историски толкувања доправа ќе излегуваат на површина. Можат ли да се премостат? Драган Ѓоргиев од Институтот за национална историја е начело на групата од 7 експерти од Македонија, кои со 7 колеги од Бугарија веќе почнаа да разговараат за разликите во учебниците во двете земји. Телото е наречено експертска комисија и е една од обврските што произлегуваат од договорот за добрососедство. Наративите и во двете историографии, а согласно на тоа и во учебниците по историја, 70 години пишувани на тој начин, би рекол, на еден етноцентричен начин, во кој во центарот на вниманието е собствената нација, собствениот етнос, и од тие причини има во самите учебници ставови кои како комисија со почетокот на работата сметаме дека не име местото во учебниците со кои би се воспитувале младите луѓе. До сега се разменети учебници по историја од основното образование. На двете средби што ги имаа, немало поголеми разлики за периодот до антиката, но тоа не важи веќе и за настаните од средниот век. Во однос на Самуиловата држава и во однос на браќата Кирил и Методи, словенската писменост. И тука и во учебниците, и во бугарските учебници, и во македонските учебници има различен наратив. Во смисла дека Самуиловата држава е представувана како, бугарите ја представуваат како бугарска држава, продолжение на првото бугарско царство од средниот век. Во македонските учебници таа е представувана како македонска средновековна држава или Самуилова држава. И тука дојде до судир на тие два наративи. Дискутиравме за тоа, меѓутоа конкретните забелешки во однос на тоа што едната страна смета дека е неприфатливо за другата, ќе бидат во овој период разменети. Ставот на Бугарија во однос на Кирил и Методи и ставот на Македонија? Големи разлики се? Не. Мислам дека нема големи разлики тука, со мали исклучоци, каде што не во однос на, повторно ќе кажам, етничка или национална припадност во средниот век нема такви забелешки. Во однос на јазикот на кој тие го правеле описменувањето, ширењето на таа писменост, во некои учебници од Бугарија е старобугарски јазик, во некои учебници кај нас е старомакедонски јазик, и тука мислам дека може да се дојде до одредено решение. Кое би било тоа според вас? Според мене, лично моје мислење, тоа е словенски јазик, старословенски јазик, кој јазикот всушност на словенското население кој живеело на овие простори тука, и мислам дека тоа би било некое неутрално решение. Председател на бугарскиот тим е Ангел Димитров, историчар и прв бугарски амбасадор во Скопје по македонската независност. Тој вели дека за бугарската страна има многу повеќе спорни точки отколку за македонската, но сепак е оптимист за диалогот.
Проблемите са твърде много. От наша гледна точка там има неща, които са несъвместими не само с представянето на България и образа на България, но с един научен подход при интерпретацията на историята. По някои въпроси срещнахме разбиране от колегите си, по други имахме спорове, но разговорите върват в една професионална атмосфера. Според јавните настапи на Димитров и на Георгиев, јасно е дека разликите ќе стануваат се поочигледни како што дебатата ќе се приближува до периодот од 19-тиот и 20-тиот век. Например, каков наратив ќе се користи за Гоце Делчев, на чиј споменик заедно се поклонија и Заев и Борисов. Това е хубаво, че го правите като уточнение герой на двете държави, но той какво ще пише в учебниците в учебниците по история на Македония, какво ще пише? Гоце Делчев е българин, който се е борил и за свободата на Македония, така ли? В това не може да има нищо спорно за нашите колеги. Така както много българи, които не са по происход, не са родени, нямат корени в Република Македония, са участвали в национално-освободителното движение там. Не можем да кажем дека има спорно, бидејќи Бугарија и бугарските историчари така го толкуваат Гоце Делчев. Тој е за нив бугарин од Македонија кој се борел нели за Македонија, за автономна или независна Македонија, и тоа е така во целата бугарска историографија и во бугарските учебници. Гоце Делчев е херој, има споменици во Бугарија на Гоце Делчев, град има кој го носи името на Гоце Делчев, и од бугарска страна несомнено тоа е така. Јас не можам да спорам со тоа што го рекол Димитров, меѓутоа во исто време Гоце Делчев е еден од најголемите македонски херои. Тоа е едно од тие горливи прашања кои ќе дојдат на масата, на работната маса на комисиите, и јас верувам дека и тука може да се најде заедничко решение. Ако ние го споделуваме Гоце Делчев како наш национален херој, тие го споделуваат како нивен, зошто да не најдеме начин да се и Гоце Делчев да го славиме заеднички и од нивна страна како нивни, ни од наша страна како македонски херој. До крајот на ноември, пред следната средба во Софија, експертските тимови од двете земји имаат полни раце работа. Треба да разменат писмени забелешки за тоа што го нотирале во учебниците за средновековниот период, а го сметаат за дискутабилно. Меѓудржавен политички компромис веќе постои, а за историскиот ќе треба да се поработи.